тука доаѓаме до оној момент кога би сакале секако да споделиме со вас информација за сето она што се случува низ градовите, а денес чест и задоволство ние што во нашето студио пристигнуваат гости од Прилеп, со кои што ќе имаме навистина убава и ретка прилика да разговараме за музичкиот фестивал Гимфест, кој што оваа година се случува по 9-ти пат. Станува збор за фестивал кој што е единствен од ваков тип во Македонија, а интересот за истиот е навистина од година во година се поголем. Ова е музички фестивал каде што се организира од страна на од училиштето, средното училиште Мирче Ацев, кој што на гимназијалците, на учениците им дава можност да преку музика се дружат и секако создаваат нешто што и понатаму ќе трае. Голем е бројот на музички талентирани деца и во Прилеп, но и во останатите градови, а токму овој фестивал нуди таква можност да се соберат на едно место учениците кои што сакаат да се занимаваат со музика и кои што сакаат да остават белек. Гимфест 2019 по 9-ти пат се случува и оваа година, а ние во рамки на денешното издание, како што кажав, ќе имаме можност во нашето студио да разговараме со директорот на средното училиште и гимназијата Мирче Ацев од Прилеп, господинот Димче Настоски, организаторот на Гимфест Мартин Наумовски, професор по македонски јазик, и Стефанија Духовска, една од учесничките во фестивалот и во ова навистина убаво случување кое што на едно место ги собира и ги зближува љубителите на музиката, гимназијалците кои што сакаат да остават белек на музичката сцена и можеби тука да ги започнат и своите идни чекори кон музичката сцена, па токму во продолжение ќе го погледаме настапот на Стефанија Духовска на Гимфест, а потоа во студиото низ разговор со нашите соговорници ги дознаваме деталите за создавањето на овој фестивал, оваа година сето она што ќе се случува, а секако и сите оние останати детали кои што верувам дека ќе бидат интересни за гледачите на Македонија денес. So much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, I think I could find a way to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within of what would happen if they ever knew I'm in love with you. 'Cause I surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'll make it through 1,000 dreams. I still believe I'll make you give them all to me. I'd hold you in my arms and never let it go. I surrender. I know I can't survive another night away from you. You're the reason I go on, and now I need to live the truth. Right now, there's no better time. From this fear, I will break free, and I'll live again with love. And no, they can't take that away from me. And they will see, yeah, yeah. To feel the chance to live
Ова е еден од ретките и единствен ваков настан кој што се случува во Македонија. Музички фестивал Гимфест оваа година по 9-ти пат. Гимназијалците пеат и секако еден навистина убав начин ја доближуваат музиката и ги стекнуваат сите оние можеби идни нивни чекори во однос на остварување на музичката сцена. Гимфест е средношколски музички фестивал во организација на гимназијата Мирче Ацев од Прилеп, кои што решаваат првиот ваков фестивал да го организираат некаде во 2009 година. Од тогаш па навака се покажува голем интересот и од страна на гимназијалците, на публиката, но и на училиштето и организаторите за овој фестивал. Па од година во година прераснува и интересот и секако се менуваат и условите и критериумите за учество, но секако и се внесуваат новитети. Пред се секако да овој фестивал добие една убава и широка димензија која што верувам дека ќе продолжи и понатаму низ годините да се организира, да на едно место ги собере сите оние гимназијалци, средношколци кои што сакаат да се занимаваат со музика. Овој фестивал и оваа година повторно се случува, а верувам дека за деталите и за сето она како и вие би можеле да учествувате како публика и да го следите фестивалот, ќе дознаеме во продолжение, како што веќе најавив. На огромна чест и задоволство што ова утро од Прилеп за Гимфест ни пристигнуваат директорот на гимназијата Мирче Ацев, господинот Димче Настовски. Добро утро. Добро утро. Организаторот на Гимфест Мартин Наумовски. Добро утро и за вас. Добро утро. И една од учесничките во чијшто вокал и уживавме и секако верувам дека е драго што е повторно со нас Стефанија Дуковска. Добро утро. Како се чувствувате на почетокот во нашето студио? Прекрасно. Прво да ви се заблагодариме за поканата. Ние сме тука овде и по заслуга на вашиот главен и одговорен уредник, наш бивш ученик, Огнен Јанески, кој што ни го даде тоа задоволство да бидеме гости и малку македонската јавност да ја запознаеме со овој наш раритет, бидејќи сигурни сме дека тоа е единствениот средношколски музички фестивал кој што живее веќе 9 години и досега интересот помеѓу учениците во гимназијата е огромен. Нешто повеќе за тоа Мартин ќе каже. Но годинава сакаме да направиме еден чекор повеќе. Од локален средношколски фестивал да направиме државен, каде што учениците од средните училишта од цела Македонија ќе можат годинава само ревијално да настапат, ако понатаму добиеме поддршка од Министерството за образование, планираме да го направиме и државен младински средношколски фестивал, каде што учениците од цела Македонија по пат на аудиција ќе имаат можност да учествуваат на овој фестивал. Интересот е огромен. Секоја година нашите ученици настапуваат пред преполна сала во Домот на културата Марко Цепенков, каде што се бара карта повеќе. И годинава веќе годинава веќе се е распродадено и ако нешто во Прилеп моментално се бара, тоа е карта за Гимфест. Да, во секој случај големи се придобивките, верувам, и за вашата гимназија и за самиот град од овој фестивал, па што е она што вие низ годините го добивте благодарение токму на Гимфест? Прво, учениците се чувствуваат како звезди. Барем таа вечер кога настапуваат, се бираат теми, секоја година е тематска, поврзано со определени, дали македонска музика, дали како годинава филмска музика, холивудска и така натаму. И учениците ја губат тремата од јавен настап, ги покажуваат своите квалитети, собираат аплаузи на отворена сцена, а за Прилеп тоа е еден редок настан каде што може културно да се постигне на високо ниво. Организацијата ни е секогаш на безпрекорно ниво и досега од технички аспект сето дело како подмачкано едноставно да речам. И таа придобивка да се излезе на јавна сцена, независно дали утре ќе се занимава со музика или не, сепак за децата представува еден голем стимул. И свесно го направивме со надпреварувачки дух, се доделува прва, втора и трета награда, и сето тоа делува стимулативно на децата. Да, навистина верувам дека и на останатите гимназии во моментов им е криво што не добиле ваква идеја пред неколку години да бидат тие први во ова што се случува, но во секој случај сигурно сум дека интересот, како што кажавте, е од година во година се поголем, па и тешко е да се одлучи кои гимназијалци, кои средношколци ќе учествуваат затоа што сепак е ограничена бројката. Така е. Тешко е да се одлучи затоа што во принцип има заинтересираност од 30-40 ученици кои сакаат да учествуваат,
нашата бројка на учесници е променлива, односно има од 16 до 20 солисти, но ние правиме, односно нашите професорки по музичко прават аудиција и на таа аудиција нели ги одбираат најдобрите 16 од 20 во зависност од квалитетот кој што го поседуваме во тој момент, па така на самиот фестивал настапуваат таа некоја бројка настапува, нормално со наши водители исто гимназиски практично цела таа продукција и организација и за водители има аудиција, така што без малку сите сме гимназијалци, се прави еден тим кој што успешно е веќе 9 години го реализира тој фестивал. Да. Стефанија е една од учесничките и секако една од наградените на фестивалот Гимфест. Зошто кај тебе се јави желбата да се пријавиш и да бидеш дел од овој музички фестивал? Па јас уште во прва година кога се запишав во гимназијата, добив желба да се пријавам затоа што пред се имав разбрано дека има голема дружба на фестивалот. Наградите не ми беа приоритетни, но сепак беа еден дел од тоа што ќе се случува на Гимфест. Првата година не беше толку успешна во смисла за награда, но сепак искуството и што се стекна во првата година, понатаму се повеќе се усовршуваше. Значи дека имаш право неколку пати да учествуваш на фестивалот? Па јас учествував сите 4 години. Да. Додека се активни ученици на гимназијата имаат право да учествуваат. А сега, дали си се уште гимназијалка? Не, сега сум на факултет. Сега само публика. Да, сега само публика. Верувам дека ќе уживаш и дека ќе ти биде криво што не можеш повеќе да учествуваш, но ете потик за сите останати кои што сакаат да се пријават, затоа што ете како што кажа дружбата, она најважното кое што сакате вие да го постигнете со овој фестивал, а благодарение на ентузијазмот од ваша страна оваа година и останатите градови се вклучуваат ревијално, па верувам дека тука уште повеќе ќе се прошири мрежата и другарувањето помеѓу учениците. Па точно тоа е и целта. Младите луѓе да се стекнат со едно искуство, но пред се да се развија тоа другарство, пријателство кое што остава вечни траги во животот. Од таа гледна точка ние тргнавме и од идејата годинава малку да го прошириме, едноставно ако останевме на истото ќе почнеме да се задушуваме. И втората вечер, како што кажав, е ревијална, каде што ќе настапат ученици од 10 градови од Македонија со исто тематски определени песни, каде што нема да има надпреварувачки втората вечер, ќе биде чисто ревијално, дружењето ќе им остане во сеќавање. Додека сум овде, јас како директор морам да ја пофалам екипата која што го организира фестивалот, пред се Мартин како основен носител на организацијата, но со извонредно голема помош, пред се во стручниот музички оддел на професорката Татјана Ивановска, доктор по музикологија, која што го носи на свој грб стручниот оддел, да се избере музика, да се прочистат сите тие, да се филтрираат талентирани гласови. Тука исто и колешката по музика Наталија Гарбеска. За сценографијата се грижи професорот Александар Джинго, професор по ликовна уметност. Кој се изгледа на светски и професионално, како да сте на Евровизија. Кореографијата веќе 9 години ја води професорот Орде Цветановски по физичка култура, а на Мартин во организацијата му помага професорката Кети Ефремовска и право задоволство е да се соработува со едни вакви млади ентузијасти, а тука уште би рекол дека мораме да ги споменеме и спонзорите, со чија помош дојдовме до овие 9 години и годинава е издашна нивната помош, почнувајќи од Прилепска пивара, Витаминка, Мермерен комбинат, Конфи Ангел и останатите помали спонзори за кои што Мартин ќе каже. Важно е што и кај нив постои тој ентузијазам во рамките на своите можности да го финансираат Гимфест и представува вистинско задоволство кога разговараме со нив, кога тие не бараат, знаејќи дека во април се одржува фестивалот, па кога ќе биде, што ќе биде, како да помогнеме, и тоа е
едно додатно задоволство. Да, 5 и 6 април оваа година секако, утре вечер веќе стартува фестивалот. Верувам дека ете како што каже господинот Наставски дека имате голем број на поддржувачи кои што ви помагаат да го организирате сето тоа да изгледа овака како што можеме ние да забележиме од фотографиите и од видеата, професионално и навистина на едно високо ниво. Организацијата бара многу труд и работа, но вие издржувате и покрај редовните обврски нели како професор да оваа страна ја работите и овозможите ваков настап на вашите гимназијалци. Така е, имаме среќа, реално имаме среќа, затоа што имаме поддршка. Директорот е спомна цела екипа, јас јавно се заблагодарувам на целата екипа, на цел колектив кој што од гимназија Мирчацев кој што ни дава поддршка, меѓутоа и на наши пријатели, на спонзори кои што препознаваат, се надевам, квалитети, ќе препознаваат војнина. Јас би ги споменал оние кои што исто се многу значајни за нас, за да ја направиме реализацијата како што треба. Тука би ги споменал Сладкарница Disneyland Trade, Пекара Алекс, Синалко, Прехранбена индустрија Марфил, Печатница Цетони, Книжарница Михаела, Конфи Ангел, значи се тоа прилепски компании, прилепски фирми, прилепски наши пријатели кои што од прилеп за прилеп и правиме нешто што се надеваме дека војнина ќе прерасти на национално ниво. Така е планот од оваа година. Да, навистина сето тоа изгледа убаво и навистина ми е криво што ете поголем број на гледачи и посетители не ќе може да ја посетат, но Домот на културата Марко Цепнаков толкав е капацитетот, исполнето е до последното место. Освен и повеќе од тоа сигурно сум, да, но ете тука се снимките од кои што можеме барем ние кои што не присуствуваме да видиме како тоа изгледа. Сето тоа го документирате, го снимате затоа што од година во година внесувате и новитети, но новитет не се големите звезди македонски кои што секогаш се расположени да излезат на сцената и заедно со гимназијалците да настапат. Биле дел од вашиот фестивал и Љубојна, Владко Стефановски, Елена Ристевска, Дани Димитровска, Сирилик, Александра Јанева, Битрикс Кру. Оваа година повторно секако имаме плюс и новитети затоа што ќе имаме постојано ми се чини група која што ќе танцува позади на пребарувачите. Да, оваа година имаме и танцова група, да речеме, таа е исто наша гимназијалска. Млади деца кои што покажаа голем интерес, покажа ентузијазам, квалитет пред се. И навистина оваа година, работејќи со професорот Роде Цветановски, ќе донесат еден нов момент, нова свежина, нова енергија, што всушност е и суштината на самиот фестивал, затоа што тоа е фестивал на млади луѓе, публиката ни е воглавно и млада, нормално тука се и нивните родители, наши пријатели, но тоа го правиме се со цел нашите средношколци, нашите млади луѓе да видат дека младината во суштина може да прави квалитетни работи, работат по конкретно овој фестивал го спремаме 4-5 месеци, децата покрај нивните писмени по различни предмети и искоривања доаѓаат на проби, вежбаат и целта ни е всушност и таа на Гимфест да видат младите луѓе дека може да се стигне и да се учи и да се дружат и да се надпреваруваат, така што тоа е целта и тоа е вистинско освежување танцовата група. Која звездата која што оваа година ќе настапи на Гимфест? Александра Јанева ни е звездата која годинава ќе настапи, ние сме презадоволни затоа што најдовме термин не беше проблем договорот, беше проблем незината презафатеност затоа што таа е ангажирана, колку што знам е и во тимот на Евровизија на Тамара, така што најдовме термини на наше огромно задоволство таа ќе се појави со овие млади деца и мислам дека има што да научат од Александра. Едната од најголемите звезди музички во моментот во Македонија, Александра Јанева, секогаш расположена другарува и да биде со младите. Стефанија, верувам дека тебе ќе ти недостасува како што кажав ова, па размислувате ли можеби за нека нова категорија на завршени гимназијалци од Мирчацев кои што ќе имаат тривијален дел? Јас искрено секоја година го очекувам тоа и во исчекување сум на кога ќе започнат подготовките да бидам само повикана и да настапам на Гимфест, пошто искрено многу ми фали Гимфест и општо цела дружба, цела организација, цел тој процес на подготовка на Гимфест е нешто што стварно не се заборава. Значи 4-та година од кога јас завршив во гимназијата и јас уште живеам со тие спомени, со тие доживувања. Кажав дека наградите не се битни. Мене ме радува што гимназијалците се повторно преангажирани околу Гимфест и ме радува тоа што тие го доживуваат на таков начин како што и ние го доживеавме. Морам да ја пофалам и публиката што е присутна во салата, бидејќи таа го дава она доживување што стварно не се опишува. Значи,
едноставно се чувствуваме многу исполнети кога ќе ослушнеме аплаузот од публиката. Да, и сите заедно со вас пеат, танцуваат и веројатно си одат дома со убави спомени кои што траат. Дали некој од Гимфест продолжил на македонската музичка сцена? Имате ли такви учесници кои што одлучиле да тоа биде понатаму нивната определба? Имаме и такви учесници. Нормално имаме, се не би ги именувал затоа што се повеќе, меѓутоа дел од нив имаат настапено и на Макфест, имаат со своји синглови, така што ние го даваме она што го спомна директорот, го даваме почетниот мотив, иницијалната каписла, го даваме тој правец, а подоцна нели еве како Стефанија си го одбираат својот животен пат, но верувам дека тие се уметници, се квалитетни млади луѓе и верувам дека се занимаваат со кој професионално, кој аматерски, но музиката му останува како спомен од Гимфест. Имаме и оперски пеач, произлезен од Гимфест, Стефан Недановски, кој што веќе запливува во професионалните со завршена музичка академија, запливува во професионалните води, а само ова што го спомнавте, дали ќе ги ангажираме претходните гимназијалци, ветераните. Ние за наредната година планираме, ако се биде во ред, по повод јубилеот 10 годишнина, да ги собериме сите прво тројца пласирани на една ревијална вечер, да се сретнат сите генерации, да се видат и да се подружат. Стефанија со внимание го следи ова и се радува на таа можност која што до година ќе има. Од режија јавуваат дека од Прилеп се јавуваат гледачи и ја даваат поддршката и ви честитаат за сето ова што го правите. Секако благодарение на вас децата тргнуваат по еден убав пат, се насочуваат кон уметноста и кон музиката. Па еве за самиот крај секако да ги поканиме сите оние кои што на некој начин ќе сакаат да дадат поддршката. Билети како што кажавме за жал повеќе нема, реприза нема да има, но на време секако за 10-тото јубилејно издание ќе може да се подготват. Па јас се надевам дека и после фестивалот ние ќе се видиме овде. Еве една покана до вас да не поканите нас, победниците на првата вечер, да бидат ваши гости, каде што ќе ги кажат своите импресии. Да, јас навистина ќе ми биде драго и чест и задоволство да бидат тука и барем еден рефрен да отпеат во студиото, ако веќе не можеме нели да ги слушаме во живо. И вам ќе ви посакам секако успех со ова 9-то издание на Гим Фест. Нека продолжат и понатаму учениците од Прилеп да се пријавуваат и да учествуваат и на сите аудиции кои што ќе ги правите за наредната година и верувам дека учесниците од останатите градови ќе понесат убави спомени оваа година од фестивалот. Благодариме на поканата и ве покануваме како гости на фестивалот. Да. Ви благодарам многу, беше навистина чест и задоволство да се разговара со вас, а во позадина да се слушаат изведбите на гимназијалците на едни од најголемите светски музички хитови оваа година. Која е темата, рековме? Филмска музика. Имаме две теми, филмска музика и MTV хитови. Поделен самиот фестивал на два дела, да речеме, така што има комбинација на хитови кои доаѓаат од Холивуд и од музиката, од MTV. Само можам да замислам колку ќе биде убаво на сцената и колку сето тоа гламурозно ќе изгледа со подготовките и за сценскиот настап и за сето она што ќе биде придружено во позадина, така што верувам дека ќе биде едни две незаборавни вечери во Прилеп и во културниот центар Марко Цепенков и сите оние кои што веќе навреме ги обезбедија билетите. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.